الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان صفي. فقال عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال أيضا: إني نذرت للرحمن صوما. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Благодарност му припаѓа на возвишениот Аллах Джелешану, Господар на сите светови, еден и единствен, и селамет и салават нека му биде, и благослов и спокој на нашиот последен пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата честна фамилија, на неговите сахаби и на вашите предпоставени, иншаллах, до судниот ден. Почитувани джематли, нека ни ајлија месец Рамазан да го дочекаме со радост, да го испратиме со радост, да Аллах Джелешану иншаллах во овој месец Рамазан, како што ни е ветено, да ни ги опросте нашите мали гревови од месец Рамазан од прошлата година, иншаллах, до оваа година. Почитувани джематли, ќе зборуваме за пост. Ќе зборуваме за постот. Граматички зборот пост во арапскиот јазик значи ес-сијам. Ес-сијам што значи воздржување или издржување. Значи тоа е граматичкиот збор и значење за зборот пост. Аллах Джелешану во суретул Марјам во ајет 26 вика: Инни незарту лиррахману саума. Во врска со Зекерија алейхиссалату вассалам, кога му го подари Јахја за негова радост, кажа: јас на милосливиот му се заветував дека ќе постам. Но терминолошки значење за зборот пост значи свесност. И затоа, кога значи свесност, значи сунијет. Не можеш човек да натераш да гладеец од зори до јација, од зори до ифтар акшам. Значи, ако е свесен и убеден, тој ќе го посте. Значи, овие два термини, граматички и терминолошки, за зборот пост ги разјасниме. Но почитувани джематли, вредноста на постот е многу голема, зборуваат си многу ајети, но иншаллах ќе се потрудам да кажам неколку хадиси кои пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем ги пренесува и вика. Ги пренесуваат од Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем и вика: Аллах Джелешану вика: секое дело кој човекот го прави, си го прави за себе. Значи, секое дело, дали намазот, дали хаджот, дали зекјатот, си го прави за самите себе си. Но викат: постот, мојот роб, го прави за мене и јас наградувам
за постот. А кога Аллах Джелешану со неговата милост наградува, неговите награди се бесконечни. И иншаллах овој Рамазан за нашиот пост ќе бидеме наградени од Аллах Джелешану. Но, почитувани џематли, постот е заштита за човекот. Постот е заштита за човекот затоа што кога човекот пости е највисок степен на морал имац, највисок степен на сабар поседувац и затоа спрема хадисот на пегамбер ﷺ викат: ако на постаджијата го навредат или го увредат или му зборуваат, нека им одговори: јас постам. Значи во овој месец човекот се пази дури од најмалиот греф. Во другите месеци може да му одговориш и ќе влезеш во некоја дилема. Но кога постеш, не смеш да му одговораш со негативни зборови. Затоа човек кога пости е во највисок степен на сабар. А сабарот ке Аллах Джелешану е највише награден, кој иншаллах ние ќе зборуваме за идните теми. Почитувани џематли, Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем во еден хадис вика: живи оној кој е мојата душа во неговите раце. Значи живи Аллах кој мојата душа е во неговите раце. Мирисот на постаджијата му е подобар ке Аллах Джелешану од мискот, од најубавиот миск во дуњата. И да не се устручавате, и да не се страмете кога зборувате, да се страмете да зборувате затоа што излагат некој мирис, и затоа многу луѓе кои работат во администрации, многу луѓе кои работат со луѓе, и ми рекле: не можам да постам затоа што ако сабајле не се напијам кафе, не доручкувам, устата ми смрди. Веднаш тоа значи во греф. Кога пегамбер саллаллаху алейхи ва селем се колне во Аллах Джелешану дека мирисот на постаджијата му е подобар од најдобриот миск на дуњата, нас ни е важно да Аллах Джелешану да се смилува и Аллах Джелешану не го прима тој пост. Почитувани џематли, во еден друг хадис пегамбер саллаллаху алейхи ва селем вика: постаджијата има два радости. Еден радост е кога ќе ифтара, се радува за храната, затоа што цел ден постел во името на Аллах Джелешану, а потоа вториот радост и најголемиот радост е кога човекот ќе се сретне со Аллах Джелешану. А кој ќе се сретне со Аллах Джелешану? Ќе се сретнат оние кои постеле затоа што Аллах Джелешану ќе ги викат: каде се постаджите? Каде се постаджите, нека станат. Ќе станат вистина само оние кои постеле искрено и кои овај месец ги се чувале со своите чувства од сите забранети работи. Тоа ќе биде најрадосни затоа што ќе се видат со Аллах Джелешану. Овој хадис го пренесува Ахмед, Муслим и Нисај. Почитувани џематли, постот во месец Рамазан, шеријатски став. Овие работи само ги повторуваме, не дека не ги знаете, но има младина кои сакаат да ги дознаат и малце пошироко да ги објаснеме. Шеријатскиот став за постот е фарс. Значи строга должност кој ние ќе наведеме за кого е строга должност, иншаллах, понатака. Но зошто е фарс? Затоа што Куранот зборува: ја ајуҳаллазина амину кутиба алейкумус сијаму кема кутиба алал лазина мин кабликум лаалакум таттакун. О вие верници кои верувате, ви го препишувам постот како што им го препишам на претходните народи. Значи,
Постот, кој иншалла ние пошироко ќе објасниме во другите теми, не е само за умметот на Мухамед салаллаху алейхи ва саллем, бил препишан за сите пегамбери и бил препишан за сите народи. Ние сме последните кои на ваков начин го постеме, иако другите народи го искривија затоа што не го постат и затоа не го признаваме правилно како ние што го постеме. Значи со Куранот Аллах Желешану ни го препишува фарс и шеријатски став е фарс. Потоа викат во суратул Бакара во 185: Шахру Рамадан аллади унзила фихи ал-Кур'ан ҳудан лин-наси ва байинати минал ҳуда вал фурқан. Месец на Рамазан Аллах Желешану го слезе Куранот. И затоа, почитувани джематли, овој месец е еден од највозвишените месеци кај Аллах Желешану. За акерот овој месец, за акерот Куранот во овој месец, ние треба да бидеме побојазливи, попрецизни, затоа што Аллах Желешану вика ҳудан лин-нас, го слегов Куранот да ги упате луѓето. Ние немаме сумња, затоа што сме верници и не смееме да имаме сумња. Кога нас ни се пропишува фарс, немат оправдување, осим вистински оправдувања, кои многу луѓе ме прашуваат: Оџа, боле сум од ова, примам ова. Ја не сум доктор. Вие си знаете душата и вие знаете дали сте ослободени или не, ова што ќе го слушнете сега. Вие самите се знаете душата, но јас ви кажувам што ни нас препишано и да се придржаваме. Ҳудан лин-наси ва байинати фемен шахида минкум шахран фалјасум. Кој од вас ќе го дочека месец Рамазан, нека го постат. Пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем викат најголем загубитник е оној кој го дочекал месец Рамазан, а не го постел. Еден ден да го испушти од месец на Рамазан, потоа цела година да ја пости не може да ја надокнади. Затоа, оние кои имаат обврска и оние кои се обврзани со фарс да го постат, немој да се лажат еден ден да пропуштат без оправдување. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. А кој викат од вас ќе биде болен, види Аллах Желешану неговата милост. Значи строга забрана за оние кои немаат оправдување да го напуштат тој ден. Без никакво оправдување. Но кој е болен викат, или кој е на пат, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Надокнадете ги со други денови. Значи милост Аллахова е голема. И знае мала тaqata ланаби, колку ние можеме да носиме и колку ние можеме да истрпеме. Човек кога е болен, значи оправдано е тие денови додека е болен да го надокнаде со други денови за време на годината, до ако оздравит за таа година. Ако не оздравет за таа година, иншаллах ќе надокнаде во други години. Но да оздраве за таа година, а да го надокнаде, тука шеријатот и исламските научници вика не. Имал време, тој влагат во греф. Потоа Аллах Желешану вика юриду Аллаху бикумул юсра ва ла юриду бикумул уср. Аллах Желешану ви посакува со ова, значи за болниот човек и за напад да ви олесне, а не да ви отежнат. Аллаховата милост е голема. И затоа, почитувани джематли, وَلِتُكْمِلُوا عِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تَشْكُرُونَ. Аллах Желешану викат одредените денови кои ги запоставевте, надокнадете ги и захвалете му се на Аллах Желешану за тоа што ве упате. Почитувани джематли, ова беше краток ајат кој сите го знаете, значи потврдува постот е фарс, но суннето на пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем, Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем рекол: Исламот викате е изграден на 5 столба. Првиот столб
шехадето ан ла илаха илля Аллах, дека сведочиме дека Аллах Джелешану е единствен и дека Мухамед саллаллаху алейхи ве селем е негов роб и пратеник, да кланяме намаз, да даваме зекјат, да одеме на хадж и да постиме месец Рамазан. Тие се 5 столба. Но Ибн Аббас викат, го слушнав пегамбер саллаллаху алейхи ве селем рече: столбовите на исламот се 3. Да потврдиш дека Аллах Джелешану е еден и единствен, да кланяш намаз и да постиш месец Рамазан. Овој хадис се третира дека сахих, веродостоен, а кој викат ќе ги запостават еден од овие, тој е неверник. И затоа, почитувани джематли, значи за постувањето на месец Рамазан, за постувањето на намазот е неверство исто како да не веруваш во Аллах Джелешану. Неузубилле. Но и джма што значат? Значи, со Куран кажаме, со сунет иджма. Иджма е исламските научници со консенсус, без двоумење, потврдено е дека постот е фарс и мора да се издржуваат за, ќе ги наброиме за кои категории. Почитувани джематли, вредноста на месец Рамазан е голема, многу хадиси зборуваат, но ќе напоменам од Ебу Хурейра радијаллаху ан, кој пренесува еден хадис од Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, кој викат: о верници, ви дојде, викат, месец Рамазан, месец на спасот. За атер на тој месец Аллах Джелешану ги затвора джехенемските врати и ги отвора дженнетските врати и ги заврзува шејтанот со синџири. Овде шејтанот сме зборувале, ќе внимавате на шејтанот, на нефсот. Тоа е најважно. Многу луѓе, шејтаните се врзани, но пак не постаат. Го задоволува шејтанот на душата своја. И тоа е еден од проблемите на човекот. Шејтанот на душата, на нефсот е најголем непријател на човекот. И затоа, почитувани джематли, внимавајте, овој месец на Рамазан, што богобојазливост да ги исполнувате, вака за секој намаз заеднички да го кланяме, затоа што овој месец не се доплатува. И Куранот, инна ензелнаху фи лейлетил кадр, имаме еден вечер кој е подобар од 1000 месеци други. Значи, тој вечер ние сме зборувале и иншаллах ќе зборуваме пак ова година. Овој месец целиот е ке Аллах Джелешану благословен. Овие 10 први дена се 10 дена на милост. Ако не ни се смилува Аллах Джелешану за нашите дела кои сме ги направили преку цела година, никогаш нема да ни се смилуват и многу потешко ќе биде во другите месеци. Вторите 10 дена се 10 дена на опрост. Аллах Джелешану има најголеми шанси да ни опрости во месец на Рамазан. И последните 10 дена, кога ние нашите вратови самите од себе ќе се ги спасеме од тога, иншаллах. Почитувани джематли, исто Ебу Хурейра радијаллаху ан вика: Аллах Джелешану ги опростуваат малите греови од намаз на намаз, од џума на џума и од Рамазан на Рамазан. Осим ако не направат големи греови. Значи, шанса е овој месец да се молиме на Аллах Джелешану да ни ги опростет несаканите, ненамерните греови кои сме ги направили. И така натака има многу хадиси кои зборуваат за вредноста на месец Рамазан. Рековне, не беше валлај застрашување, но тој е вистински хадис кој го кажа од Ибн Аббас, да запоставиме месец Рамазан, значи ние сме неверници. Без никакво оправдување,
Јас сакам посебно да ги упоменам младите кои не се навикнале, старите дали од болест и имат навика кои постат, но младите многу ме прашуваат, одам на работа, сонце, од високо, без не можам, ако не се напиjem не можам, ако не озубилля цигара не можам. Ако Аллах Желешану ти го пишал и најаден со најубава скара, пак ќе паднеш. Но биди цврст и немој шејтанот да го пробуши твоето срце, да го задоволиш нефсот, да ќе ти биде касно, затоа што ти не ти е загарантиран дека ќе го дочекаш идниот Рамазан. И затоа, почитувани џематли, викајте за дека. И затоа, почитувани џематли, овој месец на Рамазан, иншалла, ќе се потрудиме вредностите за месец на Рамазан ќе ги кажуваме во идните дерсови, поради времето да не навлагаме во нови теми, кои се составни делови, кои се рукнови во месец на Рамазан, иншалла ќе ги кажеме во идната тема. Аллах Желешану да ви се смилува од мене и на вас во овој свети ден и во оваа света таравија намаз, која Аллах Желешану посебно е наградена кај човекот. Аллах Желешану да ви се смилува мене и на вас, иншалла, и да ни ги прима нашите дела и нашиот пост преку цел ден, кој ние во името на Аллах Желешану постаме екиму салат.